Зборуваме на една навистина многу значајна тема, особено за здравието и грижата на нас. Луѓето велат во подоцнежни години некако повеќе ги чувствуваме, но не напротив, физикалната терапија, без разлика на годините, ни овозможува да живееме поубаво и да надминеме некои, можеби, препреки кои што ги имаме во созревањето, во растењето, да не кажеме во нестарењето, така. Со нас тука е Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт, но и председател на Македонското физиотерапевско здружение. Така? Добар ден, добро утро. Добро утро, добар ден, може слободно да кажем. Сигурно, рано будете, што веќе ти е добар ден. Да, благодарам на поканата, благодарам на поддршката и се радувам кога се отвараат овие теми за да може пошироката јавност да слушне што всушност ние работиме, каде би требало да биде нашето место во општеството и колку побрзо се препознае нашата позиција, толку полесно било и на другите. Ќе ве поправам, ако може да кажам, во врска со физиотерапијата. Да, физиотерапијата може да го подобри здравието, да го забрза процесот на рехабилитација, но физиотерапијата не е спа третма. Тоа е една посебна наука, медицинска наука, која се бави нормално со подобрување на здравието, мобилноста на зглобовите, скелетно-мускулниот систем, респираторниот и сите всушност други системи во организмот на телото, така да сите оние кои што знаат дека физиотерапијата е една наука која што да речеме се бави само со мускулно-скелетни или ортопедски травматолошки проблеми, тоа не е точно. Физиотерапијата всушност ги покрива сите други области во медицината или во човечкиот организам. Затоа и првото прашање, зошто и кога е важна физиотерапијата за подобрување на целокупното здравје на пациентите? Најчесто на физиотерапевт се оди или физиотерапијата се пременува кога веќе имаме некаков настанат проблем кој што ограничува можеби мобилноста на пациентот. Многу често со таа терапија или физикална терапија се употребува и во превентивни цели, заради тоа што можеме да превенираме некои дополнителни компликации, доколку навремено самиот пациент ги пријави проблемите со кои што се очува. Колку често тоа се... Колку имаме навика, ајде така да го формулирам прашањето, и свесност, превентивно да си посетуваме и да се консултираме со физиотерапевт, не само кога ќе ни настане проблем, бидејќи важно е, убаво и кажавте, превентивно да се зборува и да се посетува физиотерапевт. Па како и во сите други професии, јас многу често кажувам на моите пациенти дека секој треба да има свој матичен физиотерапевт со кој што ќе ги споделува, да кажеме некои нејасноти или некој проблем со кој што се соочува, дали тоа од аспект на појава на определена болка, која што се појавува при некоја мобилност, при некоја, не знам, повреда или текот или неговата, да речеме, самата работна позиција, по некој пат предизвикуваат некои состојби кои што да кажеме се болни и може да ги ограничи тие луѓе да функционираат или да бидат под континуиран притисок на една болка. Затоа реков и превентивно, што многу често физиотерапевти во денешницата може да бидат и од голема помош како консултанти во определени компании каде што има голем број на вработени, каде што може да им помогнат од аспект на тоа на кое ниво да биде поставено, да речеме, бирото, на кое ниво да биде столицата, па да направат пауза, бидејќи најчесто да кажеме компјутерските техничари, оние што се бават со таква административна работа, забораваат кога треба да станат од столче, работат и по неколку часови и сето тоа нормално предизвикува голем број на компликации и проблеми во текот на животот и со тоа се намалува работниот век. Така. Ако физиотерапијата ја поврзуваат со подоцнежни години, зошто е тоа така? Не знам, веројатно тогаш веќе се чувствуваат нештата ако не сме делували превенираме навремено. Кои се, да речеме, годините според вас кога треба да се превенира? Ако велите дека физиотерапевтот треба да стане матичен доктор. Матичен физиотерапевт. Ние не сме доктори. Матичен физиотерапевт доктор. Кои се годините? Па во секоја возраст постои можност за наше делување. И во детската и во најраната возраст ние можеме да делуваме на определени, да речеме, деформитети како превенција.
Пример, може да се делува уште во школската возраст, кога, да речеме, самите деца зазимаат некои неправилни позиции. Се носат определена тежина на ранецот, да речеме, кој што не е соодветна за нивната телесна тежина. Сакате да кажете дека редовни прегледи треба да постојат? Сето ова треба да биде дел од работната активност на еден физиотерапевт и заради тоа и минатиот пат, затоа и на почетокот реков треба да бидеме колку порано бидеме препознаени со нашето знаење, толку повеќе можеме да пружиме услуги на нашето општество. Знаете како кај нас во нашето општество најчесто нас не препознаваат, за жал нас не препознаваат како масери. А јас можам да кажам дека не знам да помогнам со масажа. Например, јас сум респираторен физиотерапевт, работам на интензивна нега со уреди за неинвазивна механичка вентилација. Во Македонија се малку луѓе кои што тоа го познаваат, но тие малку луѓе, да кажам, беа максимално вклучени во процесот на, да речеме, на ковид пандемијата. Опоравувањето, да. И справувањето со пост-ковид, да речеме, компликациите. Така да нема логика да бидеме ние масери, еве така ќе се изразам, со голема почит на луѓето кои што ја работат мануелната масажа или мануелната терапија, бидејќи исто така тоа е еден голем придонес, но нема потреба нас да не декларираат како масери, заради тоа што всушност ние поминуваме голем број на медицински предмети кои што се во дел од медицинската наука. Поседуваме доста големо медицинско знаење, бидејќи освен тоа што се завршува средно медицинско, се завршува факултет, каде што и таму се стекнува со соодветно знаење и квалификација. И во последно време, во последните, да кажеме, 5-6 години, веќе се има и можност за специализација во определена насока од рехабилитација. И еве, веќе имаме и неколку луѓе кои што имаат завршено и магистратура. Така да, физикалната терапија или физиотерапевтите во Македонија напредуваат со сопственото знаење, но за жал не доаѓаат до прилика да ја покажат својата експертиза. Кога на крајот на сето ова образование, кој што го напоменав сега, на крај ќе бидете сведени дека сте масер, па ја во вода се. Како што кажав и во еден наш разговор, дека тоа е исто кога на еден градежен инженер ќе му кажете дека е зидар. Значи, целото негово образование кој што го стекнал, целиот труд за образование, одеднаш па ја толку ниско доле, без да се навреди и едната и другата професија во моментов, туку сакам само да кажам хиерархиски и степенот на образование кој што се поминува и вложениот труд и години. Ние за да станеме определени специјалисти во една насока од рехабилитацијата, ние сме вложиле свој личен труд и свој личен живот, така? Така. За таа цел ја изработивте и платформата за обединување на физиотерапевтите, но не само за обединување, туку и за полесна достапност до пациентите. Над 60 физиотерапевти на таа платформа. 160, добро, погрешен мој податок. Физиотерапевт.мк чинам дека беше. Да. Кога настана оваа платформа и се разбира како функционира, која е суштината на истата, да ја презентираме? Извинам. Ова платформа е некаде 2004-та, претходно беше дел од друга една веб страница, но бидејќи немаше доволно интерес, решив тоа биќе таа лична моја идеја и личен мој проект, бидејќи уште од моментот кога завршив, имав некое чувство дека во Македонија треба некако да се споиме сите ние физиотерапевтите, за да можеме да покажеме што знаеме и што поседуваме како знаење. Така. Се формира и официјално беше промовирана 2018 година, со тоа што во овој период постепено растеше целата оваа мрежа. Сега веќе скоро во секој град од Македонија имаме по еден член кој што е активен во оваа платформа физиотерапевти.мк. Идејата беше првично сите физиотерапевти без разлика од кој град се, од кој регион се во Македонија, без разлика на нивното образование, дали станува збор за средно медицинско физиотерапевски техничар, дали е дипломиран физиотерапевт, магистар, специјалисти во определена насока, сакаме на сите да им посветиме внимание, да бидат дел од таа мапа, за да може да бидат достапни до потенцијалните пациенти. Бидејќи многу често ни се случуваше во здруженијето да ни се јавуваат пациенти или родители на деца кои што имаат потреба од физиотерапевти во домашна посета или воопшто било каде да може да ги посетат за да направат некоја терапија. И затоа ние всушност решивме дека ова треба да се посвети поголемо внимание на оваа платформа.
Во моментов има околу 165-168, секојдневно се надополнува платформата како станува популарна, бидејќи тоа е бесплатна платформа, не се плаќа. За среќа имаме некои компании кои што се поддржувачи на платформата, па можеме се тоа финансиски да го издржиме. И ова всушност би требало да биде како еден вид притисок врз властите во Македонија. Ние решивме сами да си направиме регистар, се додека чекаме на регистарот од Министерство за здравство за здравствени работници, во кој што би биле вклучени и ние. Како да кажам, решивме ние да направиме нешто за државата, па да ја потикнеме да направи нешто и таа за нас. Нашиот притисок сметам дека треба да биде препознаен и не може да се игнорира знаењето на физиотерапевтите. Бидејќи на крајот истите тие раководители на определени позиции на крај пак користат услуги од физиотерапевт. Знаем многу наши колеги физиотерапевти кои што работели со функционери на власта, не само ова и на претходните години, 20-30 години на назад, така да реално е еднаш ако веќе тоа се користело, ако тоа било во ред, зашто и да не се препознае? Зашто нашите колеги да патуваат во странство и таму да се вработуваат? Зборам не многу далеко. Србија, Хрватска, Словенија, каде што се препознаени, им се даваат можности да се отворат сопствени приватни ординации. Ние сега во Македонија, бидејќи не постои ваков, да кажеме, закон за дејност на здравствените работници воопшто, тука без разлика нема да ги поделам, еве нека бидат и медицински сестри, физиотерапевти, рентгени и така натаму. Не постои можност да формираме приватна здравствена организација, бидејќи е потребно да имаме специјалисти кои што ќе ја формираат, да кажем, официјално. Тоа е според нашиот закон. Но реалноста е друга во околината и гледаме дека физиотерапевтите во Србија имаат можност да формираат приватна здравствена организација и тоа е во корист на државата, бидејќи државата тогаш лиценцира, дава определени услови кои што треба да се исполнат и тогаш народот нема да се сведи да оди на бајачки, на местенки, не знам какви други, да кажам, луѓе кои што немаат медицинско образование или кои што завршиле определен некаков курс од некаква масажа, еве како може да кажеме, кај што трае по 2 или 3 месеца, не учат анатомија и кога ќе стават раката одозгоре врз кожата, не знаат што всушност има доздоле. Добро, затоа и се случуваат компликации по тоа. Апсолутно, но тогаш компликациите никој не ги превзема. Тогаш немаме никаква одговорност, бидејќи таа особа која што ќе ја пружи таа услуга не постои никаде во никаков систем. Тогаш одговорност немаме. Тогаш можеме само медиумски нешто да го искритикуваме, да посочиме прст, па да затвори и да се отвори во друго село, да кажем, некаква канцеларија или нешто слично. Така да ова е еден предлог кој што сметам дека не е нешто што ние сме го измислиле, тоа постои во околината. Само треба да се преземе да ги отвориме очите и да им пружиме можност на нашите луѓе да останат во Македонија. Ние секојдневно испраќаме, веќе кажам, како здружение, доаѓаат кај нас, поминуваме определени курсеви, едукации, си добиваат сертификати, на крај ќе си поборат документ во кој што им ги пишуваме сите тие информации кои што од кога е член и така натаму, се што се бара. И со тоа одат Швајцарија, Германија, Австралија. Еве интересно, во Австралија се призна нашето образование и таму имаме колега кој што си отвори сопствена ординација и работи, така да се надеваме дека така да треба сите овие успешни примери да ги пресликаме само кај нас, за да до докторите, еве искрено да кажам, да ние сме нивни соработници. Тие мора да не признаат, не можеме ние вечно да бидеме, да како да кажам, ние со образование ќе бидеме под нив. Тоа треба да се отворат малце погледите, да се види што се случува во светот. Немаме ние ништо против специјалистите за физикална медицина и рехабилитација. Тоа се специјалисти, тие треба да работат малку поинвазивни техники. Но треба да ни дозволат и ние да постоиме, заради тоа што која е логиката истите тие специјалисти да ни бидат наши едукатори по високите образованија, или училиштата и факултетите, а во исто време да не ни дозволуваат ние да се реализираме. Тогаш се прашањето е дали воопшто ние треба во Македонија да имаме таков тип на образование кај што ќе едуцираме физиотерапевти. Така. Се надеваме на поголемо вреднување и исполнување, се разбира, на она што работите.
изминатиот период и можност поголема за не само признавање од институциите, но и можност граѓаните, нови генерации доаѓаат. Не верува, вие кажувате дека добивате образование, но да, тоа се веќе повозрастни генерации, а вие сте новите генерации и треба некако да се продолжи тој синџир. Ви благодарам на денешното гостување и малку ја отворивме оваа тема за која што малку се зборува, а од многу голема важност. Да, јас ви благодарам на поддршката. И само да подсетим уште еднаш на платформата Физиотерапевти.мк, тоа е платформа отворена за сите физиотерапевти во Македонија, вклучително и за пациентите. Да, тоа сакаме да го кажам, не е само за промоција на физиотерапевтите, туку конекција на физиотерапевтот со пациент би можел да си најде физиотерапевт во својот реон и врз основа на потребите, бидејќи таму се наброени и сите специјалности и сите техники кои што еден физиотерапевт ги познава. Така да сега е многу полесно кој каде би требало да се упати. Да. Така, и да резимираме уште еднаш, бидејќи доцни реакција од државните институции, не само сега, туку и годиниве наназад, оваа платформа ете за обединување на физиотерапевтите со пациентите, но веруваме дека на ваков начин ќе си го обезбедите своето место таму каде што припаѓа. Ете следниот пат ќе разговараме за промена на работите за кои што сега ги всушност дефиниравме и кажавме дека стануваат проблем во оваа професија. Да се надеваме, тука сме. Така, благодарим уште еднаш. Благодарам и на вас.